Во самата најава на почетокот на емисијата споминавме дека денешната тема, односно темата на која ќе разговараме денес со гостите од областа на спортот. Разговорот ќе го започнеме со господинот Никола Бисинов. Тој е ракометар и тренер во истата спортска дисциплина. Господине Бисинов, добро утро и добре ни дојдовте во нашето студија. Добро утро, ви благодарам за поканата. Вашата приказ на вашите почетоци во ракометот датираат многу одамна. Може ли да ги запознаеме гледачите со тоа, воедно и вие да се потсетите на тие убави моменти? Па секако многу одамна, бидејќи годините во кои сум се доста поодминати за спортски активности, меѓутоа јас се уште сум активен. А иначе моето спортување го почнав уште во мојата рана младост, во детството да речам, и секако како и сите деца игравме фудбал. Меѓутоа нели ја пројавував и некои други активности, конкретно во музиката. Бев запишен во музичкото училиште тука во нашиот град, во нижото музичко училиште. Неколку години свирав на виолина и така тоа сега во овие години ми е малку и задоволство да го кажам. Во однос на тоа дека после тоа животниот пат ми се одвиваше поинаку, конкретно во спортот. Играв прво реков фудбал, најпрво во фудбалскиот клуб Борец во младинската екипа, меѓутоа со сплет на околности излезе да се префрлам во ракометот и еве до ден денешен сум тука активен. Тогаш на почетокот како играч, потоа како функционер еден период од неколку години, бев и фудбалски судија и меѓутоа желбата да работам со деца, со млади како тренер секогаш ми превладуваше, особено веќе во покасните години од мојата играчка кариера и така и останав до ден денешен. Задоволен сум од тоа што го работам. Секако најпрво почнав во мојот матичен клуб Борец, немаше други можности и пресреќен сум што долги години ги бранев боите на мојот клуб. Меѓутоа во меѓувреме ги бранев боите на други неколку клуба во нашата држава. Тоа беше Тутунски комбинат во кого поминав 6 години со малку пауза, мислам временска пауза, бидејќи во меѓувреме играв и за Пелистер од Битола. Во Тутунски комбинат ги одиграв прво 2 години, па потоа отидов, тоа беше далечната 79 година. Малку сега изгледа далечно, меѓутоа тоа е времето си мине. И играв таму 2 години, потоа играв за Пелистер 1 година, меѓутоа далечината во тој период така беше, си го направи своето, плюс тоа бев врзан со работното место. Инаку работев, мојот работен век го поминав во Нова Македонија, додека Нова Македонија функционираше како фирма. Потоа повторно се вратив во Тутунски и таму изиграв уште 4 години. Имаше некоја можност да играм тогаш за Металург, меѓутоа не се случи тоа, остана во Тутунски на големо задоволство. По завршувањето на кариерата од семени причини се вратив дома, да речем, во мојот матичен клуб, каде и мислев дека ја завршив спортската кариера. Меѓутоа, после 1-2 години добив покана од Неготино, од поврдари од Неготино. И тоа веќе беше 92 година, 92-93. И таму изиграв 1 година. Нескромно е да речем, со моето присуство таму клубот влезе од прва во Суперлигата. И тоа беше крајот на мојата активна, да речем, 20 годишна играчка кариера. Интересни почетоци и убави моменти. Споминавте за вашата работа како тренер, за тоа ќе кажаме нешто повеќе подоцна. Сега сакам да споменам и дека сте биле дел и од репрезентацијата на Македонија. Како дојде до тоа, какви беа вашите успеси таму и колку тоа искуство ви помогна за понатаму? Па, навистина со задоволство можам да кажам дека во тој период кога уште не бевме држава, званично или функциониравме во рамките на Југославија, играв за репрезентацијата на Македонија, која тогаш немаше званичниот превари како сега што се игра квалификации за европски, за светски првенства и така. Меѓутоа во поодделни, во посебни прилики се формираше таа репрезентација и задоволство ми е што очигледно според квалитетот јас заслужував да играм за неа. Тоа се случи на трофеј, на времето се држуваше трофеј на Југославија, тоа беше на мало светско првенство, каде што учествуваа 8 екипи, 8 репрезентации, тоа по правило беа најдобрите репрезентации на светот, од проста причина што Југославија во тој период, еве нека биде еден податок за гледачите,
до 1991 година Југославија беше репрезентација, односно ракометна нација број 1 во светот, зимајќи како репер во сите нивоа на надпреварување. Од младинци до сениори, од машки до женски, значи како сега што се шпанските, германските првенства, француските, Југославија тоа беше до 1991 година. И значи и нашиот македонскиот ракомет беше на едно високо ниво. Меѓутоа реков не бевме држава и тоа не беше континуирано играње од па ќе речам ради тоа што немаше квалификации, не учествувавме тогаш како репрезентација на Македонија. Меѓутоа на тој трофеј на Југославија кој се одржуваше во Битола тогаш, потоа уште еднаш се одржа во Скопје и во Велес. Иначе обично по правила се одржуваше во нашите, да речем така, приморски места, Тиват, Умак, сега нели тие припаѓаат на Црна Гора, на Хрватска. И тогаш на два пати во тој период, реков 81 година, се одржа во Битола и 88-89 мислам беше во Скопје и во Велес. Во таа прилика 81 година да се докомплетира бројката од 8 репрезентации, беше формирана репрезентација на Македонија во која на турнирот во Битола и мислам бев како член, учествува како играв како член на репрезентацијата на Македонија. После тоа се испостави и во таа година фактички јас премина во ракометната екипа на Пелистер, која пројави тогаш интерес од спортски причини, да речем, не успеавме да се квалификуваме првата југословенска лига. После тоа мислам дека последната година Пелистер влезе. И морам да признаам беше задоволство бидејќи да се игра со тие играчи кои на времето беа алфа и омега во светскиот ракомет. Тоа искуство сигурно ви помогнала понатаму во вашата кариера. Апсолутно, и ми помогна и така да речем ме навлече да останам за секогаш еве до ден денешен да останам во ракометот. Имав стварно можности да се сретнам со врвни ракометари во тоа време во светот, сегашниот Веселин Вујовиќ и сета таа генерација што тогаш играше. Пепи Манасков беше во зенитот, да речем, на својата кариера и беше задоволство на вистина да се игра во таа репрезентација и во такво друштво, каде што беа репрезентациите на тогаш на Источна Германија, Советскиот сојуз и така, мислам, стварно беше чест и привилегија да се игра во тој состав на репрезентации. Во моментов сте активен ракометар во ракометната репрезентација на ветерани во Македонија. Колку време трае тоа? Па, знаете како, тоа поводот е неубав, да речем, тажен за сите нас, за сите овдека во Македонија. После случајот со Тоше Проевски, нели, неговото загинување во Хрватска, се воспостави една релација со местото каде што се случи тоа Нова Градишка и до лани беше 5-та година. Воспоставиме контакт со нивните тамошни ветерани, ракометари и веќе 4 години до Оломнани, да речем по наше, одевме таму, игравме на турнир, фактички игравме не турнир, него ревијален надпрва со нивните ветерани. Имаат поставено спомен плоча на Тоше Проевски, луѓето од Нова Градишка, мислам со огромна почит кон неговото дело. И таму учествувавме 4 години како нивни гости. Минатата година тие беа наши гости овдека во Македонија, мислам се воспоставена релација. Сега во јануари исто така учествуваме на нивни меморијален турнир во Нова Градишка и во таа прилика и ние како ветерани на Македонија се организиравме, формиравме и свој актив, своја, нели, сметка во банка, функционираме како правно лице актив на ветерани на репрезентација на Македонија. И ланската година не успеавме, бевме поканети во Нови Сад на турнир. Годинава се надевам дека ќе биде тоа успешна организација. И тоа е еден огромен турнир на ветерани. Знаете, кај нас, за жал и ние, мојата генерација и помладите колеги, не функционираме како уопште како ветерани не функционираме. Меѓутоа таму на тие простори се организираат по 5-6 по 10 турнири имаат каде што одат на тие турнири на ветерани и тоа е едно прекрасно дружење, знаете, нели, активното бавење со спорт е надоврзано со адреналин, со, нели, резултати се посакуваат во самото надпреварување, додека овдека во тие надпревари на ветерани морам да кажем резултатот излегува во втор план,
што не е и секогаш така, нели на тие надпревари ќе се врати Дружињето, жарот од младоста. Меѓутоа пред се си ги враќаме спомените на постарите и тоа ни останува. За тоа како било, кога било, случки од надпревари и така. Во кој момент дојде до тоа вашето искуство како ракометар да започнете да го пренесувате на останатите, односно да станете тренер во оваа спортска дисциплина? Па, овака мојата 20 годишна кариера течеше таму до некаде до некој си период, меѓутоа во веќе последните години од кариерата ми се јавуваше некоја желба тоа мое знаење и искуство да го пренесам на помладите. И дури кога завршив со кариерата во Неготино, овдека се случи, имавме еден спонзор од нашиот град кој пројави желба да го спонзорира клубот и така и се случи и ме повика да бидам спортски директор на клубот. Меѓутоа јас им кажав, јас не сакам да работам таква работа, сакам да бидам тренер. И ми образложија дека нели ќе ангажираме стварно искусен тренер, професионалец од странство, дека ќе се донесат и играчи од странство, што јас лично не сум некој поборник за таква една политика во спортот. И ме убедија како дека како личност одговарам за тоа место спортски директор на клубот. И така и се случи од 93 до 96 година, го работев тоа, мислам, таа улога ја има во нашиот клуб. И во тој период навистина клубот ги имаше, можем да речеме, најголемите резултати, достигнувања во самостојна Македонија, бидејќи претходно морам да споменам, мојот клуб со гордост го кажувам тоа, 66-67 година учествуваше, беше член на Југословенската прва лига. Тоа беше посебна привилегија од причина, кажав, нели, дека Југословенскиот ракомет во еден долг период беше спорт, мислам, ракомет број 1 во светот. Дури има еден систем во самата игра во ракометот. Тоа е Југословенска школа, беше препознатлива Југословенската школа и до ден денеска Југословенската школа, начинот на кој се настапува во тие шеми во самата игра е препознатлив и покрај, да речеме, скандинавската, германската и така, една од 3-4 типови на школи е и Југословенската школа, која и покрај тоа, нели, како Југославија не функционира, меѓутоа остави трага во светскиот ракомет. И поминаа тие 3 години во кои клубот, можем да кажем, во самостојна Македонија ги имаше најголемите спортски успеси. После тоа може да се каже за сегашното функционирање и обстојување на Вардар и на Металург. Бевме тогаш прваци на Македонија, учествувавме во купот, го освоивме купот на Македонија и учествувавме како прваци на Македонија во купот на европските шампиони. За среќа не идовме прво игравме предколо со Динамо Букурешт, ги совладавме, тоа беше драматичен надпревар, таму изгубивме 8 разлика, овде ги победивме 9, мислам, тоа беше стварно еуфорично. Да, и потоа во следното коло наидовме на актуелниот европски првак Елгоријага и навистина беше неможно да се помине тоа, меѓутоа остави сето тоа трага во нашиот ракомет, во нашиот град конкретно. Така да после тоа јас навистина и во тој период бев премногу зафатен, меѓутоа работев бидејќи работењето мое почна уште додека играв активно ракомет. Сега тогаш старосната граница во спортот беше малку повисока и децата почнуваа дека од 5-16 години да се бават со ракомет. Тогаш као за таа возраст се зборуваше дека се талентирани, надежни, што сега не е случај. Старосната граница е многу пониска. И почнав тогаш малку, да речам, со помал интензитет додека ја работев таа функција како спортски директор на клубот од 93 до 96 година. После тоа почнав и до ден денешен не завршив. Прво во рамките на ракометниот клуб Борец, морам да кажам, тоа беше еден добар период кај што клубот многу слабо функционираше, да речем. Имаше една година, две, ако се сеќавам, исто настапивме во купот на европските купови, меѓутоа дали веројатно од финансиски причини, активноста на клубот се намали. Беше исто така, па ќе речем, една еуфорична ситуација, една фирма овдека наша беше спонзор на клубот Тедико и 2004 година престана со... Многу бројки се не се паметни. Да, многу случувања има.
престана со функционирање клубот, се спонзорот се откаже, како што обично се случува нели во спортот, а јас со една генерација деца што ги водев беа на возраст недека 15-16 години, на кадетска возраст. Не бев принуден, не мораше, меѓутоа клубот го освои во Суперлигата третото место и спонзорот се откажа, сите играчи си отидоа и сега ние правото да се напреваруваме во Суперлигата го имавме, меѓутоа немавме сениорска екипа. И јас со кадетската екипа, не беше ни младинска екипа, значи помали беа од младинци, со кадетска екипа, таа година изигравме во Суперлигата, дури постигнавме една победа. Тоа беше, мислам, да речем, завршувањето во Суперлигата. После тоа клубот се напреваруваше во прва лига, со таа истата кадетска и по една година две веќе младинска екипа. И така да речем, на некој начин со таа генерација и во меѓувреме и други генерации, слободно можам да се пофалам сега во овој период, па мислам дека нема тренер во Суперлигата што има толку играчи кои вложил, кои почнале да се бават кај него со ракомет, да играат во Суперлигата, колку што имам јас играчи, може малку да звучи нескромно, меѓутоа тоа е факт. Тоа сакаме да поразговараме во следните неколку минути. Значи сега во моментов сте тренер во ракометниот клуб Бисино Вардар. Пред колку време е формиран клубот и како дојдовте до идеја воопшто да се формира еден ваков клуб? Да ви кажам искрено, јас, нели сите сме си некои своји карактери и јас чувствувам голема благодарност према мојот матичен клуб Борец, бидејќи доколку не беше тој, можеби никогаш не ќе се бавеше со ракомет од проста причина во периодот кога нели требаше да се почнува со спортување. Беше тој спорт, јас исто на моите колеги што сме играле во генерациите, сум зборувал што ако сме биле во некое место каде што немало ракометен клуб. И треба да сме благодарни на клубот. Јас мислам дека со најголема почит и со работа пред се сум му се одолжил од проста причина што и сега штета е, па ќе кажам дека во тој еден период малку клубот замре со активноста и генерација што ја створив, некои се откажаа од активно играње, а сега се негдека на 27-8 години во најубава играчка зрелост. Нормално секој се определи на студирање, на животна екзистенција, на вработување и па ќе решам да го спомнам Кочов Зоран, прекрасен човек и играч кој можеше се уште да игра, меѓутоа заврши факултет, се посвети нормално на професионален позив, да речем, на работното место. И додека работев во клубот, генерации се менуваа и помлади и постари со кои работев. Во 2013 мислам година градоначалникот Чадиев ме повика во предизборието, да речем, кога на локалните избори и така, доколку рече победам, станам градоначалник, градот ќе го спонзорира клубот. И така и се случи, ме повика да работам во клубот. Меѓутоа, наш стил не е убаво да се спомне, се вклучи некои нечесни игри, така да отпаднав и регистрирањето на мојот клуб, така да речем, излезе силом прилика. Секогаш сакав да работам за мојот матичен клуб Борец и така си бев кодиран. Се што правев за клубот, меѓутоа се случи да останам надвор од клубот и спонтано си дое само по себе. Реков ќе го регистрирам клубот, а истото лето Ракометната академија на Вардар почна да функционира и зачленуваше членови и академии, ракометни академии, се обично модерно е така да се вика, нели, академија. Јас го крстив, да речем, го насловив со ракометен клуб, нели, зависно сега од каде, во која категорија ќе играме, тоа е времето ќе си покаже. И така да се станав член, конкурирав, нели, ги кажав моите карактеристики, што сум работел, колку сум работел како играч, бидејќи клубот тогаш како правно лице се конституираше. И се зачнев и не се кајам, морам да признаам, напротив сум презадоволен, бидејќи во сите години минати кога сум работел, па не сум имал од никого никаква помош, морам да признаам. Децата сами се спонзорирале, тоа што им го собирам, да речем, како чланарина, со неа ја плаќам спортската сала и тоа е се. Сами си плаќаат патувањата и сите други активности. Трудот мој и вложувањето
гратис, да речем така, моја чиста љубов, реков, јас имам друг начин на екзистенција и не сакам тоа да го правам во спортот, напротив, сакам да дадам, ако остане некој трак од моето работење во ракометот, ќе бидам задоволен. Господине Весинов, тука ќе го прекинеме накратко нашиот разговор, ќе продолжиме повестите, но тогаш ќе ни се придружат и останатите гости. Вие, почитувани гледачи, останете со нас, верувам дека и остатокот од разговорот ќе ви биде интересен. Почитувани гледачи, еве сме назад во студио и продолжуваме со разговорот. Како што кажа, во меѓувреме нам ни се придружија и Илија Табаков и Стефан Трајковски. Тие се членови на ракометниот клуб Бисино Вардар. Добро утро и за вас и добро ни дојдовте во студиото на К1 телевизија. Добро утро. Колку време вие тренирате ракомет? Па јас тренирам од мојата 10-та година до ден денеска, тоа се веќе 5 години. Така. Илија ти? И јас тренирам 5 години веќе во ракометниот клуб РК Бисино. Зошто се одлучивте токму за овој спорт? Па мене ме инспирираше мојата мајка која што е од Србија, од градот Ниш. Таа тренирала и играла за второлигашки клуб и така инспирацијата и желбата дојде од нејзе. Така. Зошто ти, Илија? Јас ги пробав неколку спортови, но најдобро ми одеше ракометот и затоа се одлучив да тренирам ракомет. Во кои спортови? Во кошарка и на улица, така што игра фудбал. Така. Господине Бисинов, колку членови моментално брои клубот и како се поделени тие, дали се групирани според возрастна граница? Па овака, вкупно имаме околу 80, над 80, да не речем скоро 100 членови, дечиња и распоредени се во старосни категории. Најстарата категорија ни е 2000-та година. На почетокот на есенскиот дел имавме друга замисла, да имавме и други членови кои беа 99-та година родени и сакавме да играме во кадетска лига која организира Ракометната федерација на Македонија. Меѓутоа 4-5 члена ги остапивме на ракометниот клуб Борец и ние со нашите дечиња што се 2000-та години и помали настапуваме во пионерска конкуренција во Ракометната академија односно во рамките на Ракометната федерација. Значи 2000-та година ни е највозрастната категорија, потоа имаме 2002, 2004 и 2006 и помали. Имаме и женска екипа. Тоа се девојчиња кои, да речем, почнале да се бават со ракомет во ракометниот клуб Лео Бартек, меѓутоа престана со екзистирање, со функционирање. Дојдоа кај нас, иначе јас не сум работел до сега со девојчиња. Ете и тоа искуство полека го собирам. И за таа работа морам да кажам, не сум само јас во клубот, тоа морам да го нагласам. Работи Кире Лазаров со најмалите категории, работи професорката Снежана Балова со женската екипа и тука ни помага родител еден од децата кои ги тренирам, иначе мој бивши играч кога јас сум го тренирал на времето, Стојан Димов, од кога имаме голема помош, морам да го признам тоа, и Орце, момчето кое редовно ни помага, не смеам да го пропуштам него. Членството е тоа, особено во помалите категории дечиња ни дат, меѓутоа сме соочени со простор за работа и тоа мислам дека за сите кои се бават со спорт во нашиот град е еден голем хендикеп од проста причина што немаме спортски сали. Сега, кога ќе се каже така, звучи може нескромно, бидејќи у секој училиште има спортска сала, меѓутоа ракометот е специфичен кај што треба соодветен простор. А такви простор има во нашата главна сала Гемиджи и во училиштето, во салата во училиштето Блаже Конески. Така, тоа сакав да ве прашам, таму ги одржувате тренинзите? Во тренинзите ги одржуваме во училиштето Блаже Конески, во сабота и во недела, и во петок имаме еден касен термин во 10 сат навечер. И другите термини ни се во училиштето во средното училиште Коне Делковски и во Васил Гавинов. Во Васил Гавинов работиме со најмалите од проста причина што таа е единствена загрејана сала и обрнувам внимание на тоа дека барем кога ќе дојде малото дете да се бави со ракомет, да не му одмили, ја ќе речем кога ќе дојде во ладна сала, ќе му одмили ракомет и ќе си отиде, не ќе се врати. На која возраст се најмалите членови?
Па имаме дечиња кои се веќе 7-8 години, од 7-8 годишна возраст почнуваат. Јас преска во разговорот напомнав дека порано сега перспективни беа на 5-16 години, сега веќе порано на 5-16 години нема шанса да почне со спорта кој е освен некој исклучителен талент со физички предиспозиции. Ретко се случува тоа. У принцип, веќе реков, старосните граници во спортот паднаа многу ниско и дечињата почнуваат да се бават на возраст од 7-8 години и понатаму. Затоа и ве прашав на која возраст. Илија, Стефан, вие во која група моментално тренирате? Од која група сте дел? Па јас припаѓам од пионерската група 2000-та категорија. Јас тренирам во групата 2002-2003. Добра. Клубот е член и на Ракометната академија на Вардар. Какви активности и надпревари се спроведуваат во овие рамки? Па, морам да кажам, со големо задоволство настапуваме во академијата, бидејќи јас откако се бавам пак ќе решим со оваа работа, прв пат некој да ни понуди на вистина услови за сите дечиња. Тоа беше пред 2 години, ни дадоа опрема спортска, маичка, мислам, дрес, не памучна маичка, дрес, шорцеви и така. За секој дете има топка, реквизити за секоја група, нели, тие сталки, чуњеви, препони и така натаму. И така да условите за работа во тој дел, во делот на реквизитите ни се стварно добри. Реков, кубуриме со простор, меѓутоа се снаоѓаме некако, дури имаме навечер термини на градскиот стадион во 7:30 саат, малку за децата е тоа невообичаено. Меѓутоа, освен светлина, се е друго добро, нели, кога температурните разлики дозволуваат да се спортува таму. Таму се, нели, ги упразнуваме со трчање, со некои гимнастички вежби и така. Бидејќи во тие термини 2 дена во неделата, понеделник и среда, немаме термин во салите и сакам на тој начин да го искористиме тој временски простор. Категориите ни се, како што кажа Стефан, од 2000 година, имаме 2002 и со сите тие категории настапуваме со 5 категории, настапуваме во Ракометната академија. Сега на зимскиот турнир учествувавме со 5 категории, значи 2000, 2002, 2004, 2006 и помали. И женската екипа ни е така составена со различна старосна возраст и секоја од некој од девојчињата учествува во својата категорија. Тоа така убав систем е направен во федерацијата. И да се пофалам, од 5 категории во кои учествувавме, во две категории бевме прво место. Тоа беше во најмалата категорија и во категоријата на Илија Табаков. Илија спомна дека тренира и точно тоа дека тренира со категоријата 2002, меѓутоа по старосна возраст е во категорија 2004 и во таа се надпреварува во академијата кај што играме. Во рамките на академијата се одржуваат две врсти на надпреварување. Тоа е зимски турнир, го организира клубот, академијата. Беше ланската година во јануар и сега оваа година. Меѓутоа од оваа есен почна континуирано лига се игра лига во тие старосни категории кои ги напоменав. И е многу убаво организирано, нормално, како што нагласи преска, сето тоа е со учество на децата, со нивно учество во сето тоа што го партиципираат они, платен им е превозот, престојот таму, надпреварите, салите, бидејќи мора да се признае во јануар и во сите зимски месеци да се игра во загрејана сала на вистина е привилегија. Да. А уште повеќе таму они имаат прилика да се сретнат со сите тие ракометни звезди кои европски, да речем, и светски звезди кои во моментот настапуваат за Вардар, да го споменеме голмано Штербик и сите други понатаму. И мислам ќе им биде големо искуство и поттик за и понатаму да останат да се бават со ракомет. Морам да го нагласам тоа дека овдека се само двајца, бидејќи, нели, од проста причина не можеме да дојдеме сите. Точно. И просторните можности тоа мислам толку дозволуваат. Иначе на овоа место сите имаат право, мислам не право, него би требало да бидат Секако ќе го направиме тоа во некој наредни емисии. Ете така заслужуваат и многу други деца кои со својот однос пред се поведение и залагање на тренизите заслужуваат да бидат овдека на местото на Илија и на Стефан.
Овде пред нас можеме да видиме пехар, дипломи, многу признанија. Значи, ќе ги замолам колегијата од режија да дозволат и тоа гледачите да го видат одблизу, или за сето тоа си задолжен ти? Дали може да ни кажеш зашто станува збор? Зимскиот турнир кој се одржа во јануар се одигра надпревари меѓу академиите на Вардар и таму освоивме прво место и мене ме прогласија за најдобар играч и оттаму доаѓаат овие дипломи, пехар и медали. Браво, честитки за тебе. Дали ова е поттик за тебе и во иднина повеќе да работиш на полето на ракомет? Да, ова ми е многу голем поттик да работам се подобро и Браво, ти посакувам уште многу успеси, секако Стефан, тоа важи и за тебе. Дали размислувате за проширување на клубот во иднина? Ние вака и да не размислуваме, самото од Да, себе само ни по се себе си наметнува доаѓа. тоа од проста причина што имаме голем број дечиња кои пројавуваат интерес да се бават со ракомет, меѓутоа реков немаме просторни можности и штета е, нели сега тоа си е политика на градот и не само сега во моментов, тоа требаше и претходно. Моje мислење дека од сите вие сали што се направија низ Републиката требаше барам уште една да се направи во Велес. Тоа не се случи, да се надеваме дека ќе се случи и децата ќе имаат повеќе можности за спортување. Иначе има интерес, еве сега сме сведоци сите, нели, нашата репрезентација веќе е редовен учесник на сите европски и светски првенства и нормално тоа си вродува, да речем, плод во популаризацијата на ракометот. А мора да се каже и тоа дека денешните млади се друг тип однос што сме биле ние на времето, па малку и кошарката им е полесна, другите спортови во ракометот навистина да се изведе еден скок шут, треба малку напор, треба малку пред се да се фати топката, да се направи сето тоа. И така да е и морам да спомнам тоа да го кажам. Ланската година го приметив во Струга кога бев на тој летниот турнир што се одржува во Струга. Прв пат да видам како кај нас, да речеме во Велес, што се игра на улица, се практикува спорт, конкретно фудбал и кошарка. Нигде на друго место ракомет не сум видел да се игра, да речем така, на улица, на мало, да кажем по наше. Во Струга тоа се случува редовно и не е случајно што од Струга има толку голем број на ракометари. Таму децата сами сидат на игралиштето, се поделуваат и си играат ракомет. И многу е полесно на тие тренери таму што работат во ракометот, кога ќе им доаат децата веќе се со некои презнаења или некои моторички движења и нормално успехот е да не речем загарантиран. Еве конкретно и самите Иле и Стефан кажа од која возраст се бават со ракомет и треба се каже дека може реков не да е пресудно, меѓутоа многу е битно да се почне на време. Илија, Стефан, дали вие се гледате себе си како професионални ракометари во иднина? Па, може да каже се гледам. Так. Илија, ти? Јас исто. Значи сакате да продолжите да се занимавате со оваа спортска дисциплина, па и да стане ваша професија во иднина? Да. Дали остана можеби некои работи и награди кои што заборавивме да ги споменеме или еве некои идни планови во иднина што имате некои предстојни надпревари? Па еве, можеби требаше во првиот дел на разговорот да го кажам тоа, со генерација со која работев, нели, претходните години. Јас бев младински првак на Македонија, претходно бев кадетски првак на Македонија и задоволство ми е да кажам дека голем дел од тие играчи, освен неколку што се откажаа, го спомнав Зоран Кочов, Маријан и така уште неколку, другите се уште активно играат. Имам, да речем, не е праведно некого да спомнам, некого да не спомнам. Имаме играчи кои играат во странство, тука низ Републиката играат и моја лична желба беше да се собереме тука, односно они да се соберат тука, да ги бранат боите на својот град, меѓутоа според квалитетот ги надмина, нели, рамките на градот и клубот и реков сега играат на други места, во други клубови и лично мене ми е тоа задоволство. Моментално реков имаме играч кој игра во странство и кога би се собрале сите, па мислам дека ќе се состават и две екипи кои со успех би се надпреварувале во Суперлигата на Македонија. Спомнав за тој успех што го имавме тогаш како младински прваци на Македонија. Оваа година, односно да спомнам тоа дека ланската година зимскиот турнир на Вардар во категоријата 2000 година освоивме прво место од 12 екипи, во која категорија учествуваше и Стефан. Оваа година, реков, од 5 категории во кои учествувавме, во 2 бевме прво место. И
мислам дека успешен е настапот, а тоа секако нели се е резултат на тоа што го работиме во клубот. И јас ви благодарам на сите на гостувањето, на вистина беше задоволство да се слушне сите она што го имавте да го кажете. Ви посакувам многу успеси како за вас, така и исто и вам Стефан Илија и секако на сите членови во клубот, па се надевам дека во наредна емисија ќе имаме можност да видиме и некој од нив.